Нема да заспијам. Веќе 2-3 недели назад ета си ветува. Годинава нема да заспијам. Ке седам и ке чекам до полноќ. Сакам да видам дали на вистина Дедо Мраз остава подароци по делката во новогодишната ноќ. Нема да издржиш, вели сестра ѝ. Ти си спанка, тоа сите го знаеме. Да, бев спанка, признавам, се брани ета. Но сега сум голема, време е да ја откријам вистината за Дедо Мраз. 8:31 декември. Иако е рано наутро, ета е целосно расонета. Денес на часот по англиски јазик ќе играме Таен Дедо Мраз. Им раскажува додека се возат во автомобилот. Потоа ќе одиме на плоштадот да го пречекаме вистинскиот Дедо Мраз. Ќе дојде со хеликоптер. На вистина, се чуди мајка ѝ. И како знаете дека е вистинскиот? Така рече наставничката, мирно рече ета. И јас си верувам. А потоа си одиме дома. Така нели? Праша татко ѝ. А каде на друго место, тато? Се чудеше ета. Нели треба да го чекам Дедо Мраз? А денот беше студен. Точно напладне заврна снег. За миг побелеа и улиците и покривите. Во градот настана голем метеж. Автомобилите беа заглавени во долги колони. Сите некаде брзаа, а никој никаде не можеше да стигне. Да имавме санка или скии, побрзо ќе стигневме дома, рече ете седејќи на задното седиште. Беше и уморна и гладна, а автомобилот одвај се движеше. Кога пристигнаа дома, веќе беше мрак. Уште колку часа има до новата година? Праша ета. Сега е 19 часот, рече сестра ѝ. Пресметај сама. Ета ги затвори очите и почна да пресметува на прсти. Уште 5, извика победоносно. Уф, тоа не е малку. Ама ќе издржам, мора да издржам. Но заморот беше посилен од неа. Како што седеше на троседот, така заспа. Кога ги отвори очите, забележа дека балконската врата е подотворена. Како да слушна звонење на звончиња, но не беше сигурна. Стана и ширум ја отвори балконската врата. Врз наврнатиот снег имаше стапалки. Дали е можно? Прошепоти. Собата беше празна. Само јелката светеше, а под неа трепкаа 2 зачудени очи на едно шарено кученце. На главата имаше Дедо Мразовска капа. Си играше со црвената новогодишна лента од кутијата до него. Дали сонувам? Праша ета наглас и се штипна за образите. Како да сум во Алиса во земјата на чудата, се зборуваше. Изненадување, слушна зад себе. Се запали светлото и во еден глас сите беа пред неа со новогодишни капи на главата. Среќна нова година, викаа во еден глас, ставајќи новогодишна капа на главите. Среќна нова година, викаа во еден глас, ставајќи новогодишна капа на главата. За малку го пропушти Дедо Мраз, и рече сестра ѝ. Ова го остави поделката, рече покажувајќи кон кученцето кое стоеше исправено. Види, Дедо Мраз оставил и порака. Ова е подарок за целото семејство. Ке поминам пак следната година, за да видам дали убаво ќе се грижите за него. Поздравете ја ета, жал ми е да ја разбудам. Ета за прв пат остана без зборови. Кученцето беше нејзина голема желба, која сега и се исполни.